Ама не е едно место. Не едно, 1, 2, 3, 4, 5, 6 места се. Само сепак е совладливо звонко, малко е ова. Не се големи површини. Само да нема ветер. Нема да има денес. Саут-вест рекоа. Југозападен, а тој одговарало да го има. Со австриците вчера зборов. Да, ево, повторно наши, што велите извидница. А тие колки тука што е? Тука се тоа штали, таму имаме коливи, тоа е од насело Митрашица. Митрашицко натаму иде. Митрашат. Да, Митрашинци. Митрашинци, да, но тоа Митрашинци. Да, да. Не, тоа коливи се на село. Коливи на селото, значи доле е селото, да. Да, еве го селото се гледа. И планот ни е така, значи од тама да го почнеме и да го сечеме нао. Само со човечки фактор. Многу е непристапно. Таму ни е бор, кај што чури, тука е ДАП. Полицијата се шири полесно, тука ќе го изјаснеме брзо. Таму не треба помош од воздух. Со хеликоптерите и со авионите. Таму да се действува, да. Ивица, ово е делот према обозно. Тука вече граничени со Обриничка. Обнова, он се некаде седнете може да се случи. Не, интервенција на машин. Публикување Огромен опасноста, еден видео да имаме и потреба од човечки фактор да е пристап. И гледам волонтери се собираат долу од цела територија вече на државата Дуанча Пуџе. Пункт направија, тоа е добро и за пополно. Дополнително. Што многу ќе значи. Затоа што тука теренот вече возила во овој дел премиерот тешко ќе иде. Да. Така да. Сега, значи дај ти знаеш што тешко овој дел. Да, овој дел. Овој дел тука изјаснеме брзо, значи. Тука не е проблем. Таму за тоа викате, само со хеликоптерите. Да, они могат. Сега се изкачивме до таму, ама многу лош е патот со джип. Со джип нагоре пора да не иде. Сега има пат, тука да изврка и вчера кога се... Словенците се тука прават транспорт, че делуваат тука од пешко. За нив вчера направивме пат со булдозер на словенците. Они ќе излезат што им се малите 4x4 со теренските возила ќе излезат да го гаси. Да проба. А ќе се обидат со возила да влезат. Да. Тие возила им се доста оперативни. Синоќа до село правеа значајни за тие пожари. Пресеки патишта. Имаме таму и од местното население, од Митрашинци. После пожари водата ќе е много не насеча. Тоа не е клада. Префалил се од тука пожар. Таму некаде клада. Не, нема клада. Тука е пожар. Он се движи по земјата. Пожарот се шири. Пожарот се шири, не е клада. Таму до 10 сата и Значи, Тоа што е тука, разговарене? Доправихме тој патот тука да не стигне на тука, направени со 3-4 трактора, деца работија многу. Работија децата и нема сад за сад. Некоја машина тука. Машина вчера дојде, ама не може на това да го работи. Ние го работихме с макари и с ребначи. Го работихме това, 4 дена го работихме. Тука и се е заштитено. Тоа дел е тука сега доле е заштитен. Тука е заштитено до онаа страна, таму е заштитено. Не, таму додека тоа патот води. Тоа е се е направено, се е направено. Е сега, Меческа тука почна.
Тук вчера се изгаси, почна на 2 места, ама граничната полиция бе цела нощ тук. Они тук на този път и аз го спасихме да не се прошири надолу. И от тази страна до там имаше и други люди, други от Митрошинци, от Белинарци. И това натам от себе иде, изгоре се. Према Делчево, према Разловци. Иначе сува, а и доле се пуща гледа. И тоа че Да, само да, древа, па доле, површината е много сува и много е трева. Трева сува, трева и гори. Много опасно гореше. Нека не беше, ако не беше ветеро на тамо, Приземниот това беше пожар цело полесно шло. се контролира. Тука цело че Това идеш. влезе во бор. Цело че идеш. Ама спасение, горе. но тамо Сега ветеро не после спаси. 10 сат. Условите се И това е. преидеални за него. И тука мора внимателно да имаме и луѓе и со доброволците што излегуваат и со сите добра координација затоа што се случува пожарот реално лета и ако не се препознае на време опасноста, префрла позади, ако не се препознае опасноста, ако нема опитен човек да ги искоординира, може Най-вече префрувам шишарките на борд. Шишарките над 150-200 метра, тамо гори, после 200 метра тя идат како метаци. Фин и одма е суво и одма се запали. Одма се лета, запали се одма. Иначе кој е ветер? Много е суво. Како фитил горе. И може А да шишарките не можеш ни да придеш со физичка сила може на да 20 метра затече до тоа. внатре. Да, опасно. Това е село. Па пример е, значи, од Света Те са Петка, други там от другата тоа Пекчево, кога се оди према Делчево, само што се излезе тука пред село Негрело, до Мачево стигна за 3 сата пожаро, изгореа целата таа територија. Значи каква, тоа е стихија. Стихија неверојатна. Това беше страшно. Стромица кога беше големиот пожар, кој се ги наачи луѓе. Баш ги затече. Така. Од ветеро, никој не се надеваше, и затече од двете страни. Па не можеш на 100 до 200 метра, не можеш да придеш уопште, не можеш да се придеш. Истата случка и ние имахме во вторникот таму. Да. Ама бевме приземни Да, со шумците брзо се извлековме. Може да се свестиш кога ќе ти дојде уочте. Мислиме хеликоптер иде. Оно може од бриза само иде. Фака го врти. Преклопи го. Са и од Делчево ни постои опасност се уште, са па ми се јавија, значи од Разловци поминува тука на таа тема. Ние го сопираме, али он ќе дојде од таму и ќе се споат. Тука ќе се споат само колку повисоко. Да. Тука е Виница, значи може да е Виница веќе. Само 4 општини го раца и се Виничка. Тука нема Затоа фронт треба да го држиме доле, горе не може да се фокусира. Не треба да се треба. Тоа у собрание има. Да го држиме тука, да го вратиме. А у природа не. Он почна од тука, ова е планината масивот, од Делчевско од Пасе по Травотивиште, вртеше вака од Пецарник, Пехчево дојде оваа страна, Чифлик, Робово, Мачево, Будинарци, Митрашинци и сега пак он ќе го спои тука. Ќе се спои тој дел и само да држиме колку што можеме повисоко, да не се симнува доле, да заштитиме повеќе што можеме. Он ќе изгори, нема му спас. Таа област среден рит ли ја вика? Среден рид, да, средна, така се вика. Со врв Баја степе таму горе кај. Боја степе е тамо десно, това е Грбавец. Тука Грбавец. Грбавец или Грбовец? Грбавец, има Грбавец и од тука и од другата страна. И на карта го така. Да. Регалница го префрли. Регалница што префрли Метршинце, мине веќе доаѓа. Да, има, отидоа, има. Искочија тамо од деца.